Пред 5 години ветувани беа брде и долини, по 5 години добивме пустина. Дојдоа на власт ветувајќи европска иднина, а тоа што го добивме беа години минати во блокади на европскиот пат и лажни датуми за преговори, за дури сега да добиат фотосесија во Брисел, која ни ја представија како старт на преговори, речиси ништо до нашто го ветија СДСМ и ДУИ не беше исполнето, иако во 2016-17 ЗАЕФ и неговата партија ветуваа дека Македонија ќе остане нечепната, тоа што го добивме денеска е сосем друго. Зборувајќи за мојата македонштина, таа истата таа македонштина, јас реков, можете да ме чепкате секоја жица и на гитара, и на алишта дома, и на се. Немојте да ме чепкате македонската жица, од изгубен во времето ќе го барам семето одејќи по жица. Јавно го објавив тоа, зошто? За да знаат дека ме боли македонштина. Уште кога беа во опозиција, за СДСМ имаше обвинувања дека доаѓаат на власт да го променат името, што беше жестоко демантирано од ЗАЕФ и колегите, па поранешниот премиер дури се колнеше дека нема да се случи такво нешто. Додека дишам, додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет, дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија, тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Никој не може во Македонија, верувам дека нема родено таков човек кој што би дозволил промена на устав и промена на нашиот идентитет. Човекот кој велеше дека не смее да се чепка неговата македонска жичка, со насмевка стоеше над тогашниот министер за надворешни работи Никола Димитров во моментите кога се потпишуваше Преспанскиот договор, со кој ЗАЕФ и власта на Македонија ја заковаа Северна. Да живее Македонија, да живее Република Северна Македонија. Откако сменивме име заради грците, се понадевавме дека конечно до крајот на блокадите на сцена стапија бугарите и го извадија договорот за добрососедство, кој роден денес ќе има оружјето со кој ја држат Македонија надвор од Европа. Токму од стапките кон официјална Софија се посвежи за македонскиот народ, иако и во овој случај ветувањата беа сосем други. Преговори по нашиот идентитет, нашиот македонски јазик нема и не треба да има ниту бабара. Бугарија е пријателска земја, Бугарија и јавно истакнува за признавањето на македонскиот јазик и македонскиот народ. Таа е признава реалноста и слично. Гаранцијата на идентитетските прашања се потврдени со договорот за добрососедство со Бугарија, тоа е македонскиот јазик и македонскиот народ. Демантот новија тврдења на власта во Скопје дојде од речисите нивни колеги во Софија, а една од нив е поранешната министерка за надворешни работи на Бугарија Теодора Генчовска. България направи отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. Както знаете, в двустранните си отношения с Република Северна Македония България не признава техния официален език. Наместо жесток одговор на секојдневните бугарски подчинувања и навреди кон Македонија, нашата власт со целосно одмерени по бугарски вкус однос, па за да биде нахранета бугарската глад се менува историски факти, па така Бугарија наместо фашистички окупатор стана администратор, а Гоце Делчев покрај македонски стане и бугарски историски херој. На територија на регионална Македонија навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Крајот на споредно гумина поразителната надворешна политика на македонската власт е прифаќањето на францускиот предлог со кој историските барања на Бугарија станаа дел од преговарачката рамка на Македонија за членство во ЕУ, а за возврат на тоа добивме прва меѓувладина конференција со ЕУ за сликање, но не и реален старт на преговорите. Единствено што Македонија доби на меѓународен план беше членството во НАТО, кое дојде дури од кога го променив името на државата.